Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени. Господе, во 2000 години само ние, македонците, искрено те повикавме и погледни како те пречекуваме. Раскарани заради македонската вистина. Господе, испрати гласник, испрати ни го нашиот цар, за да им ја каже вистината на оние наши браќа и сестри, чеда Твои неополени. Отвори им ги очите и наполни им ги со љубов, за да ја видат вечната вистина за Македонија. Чистата вистина која и во Светото Писмо е запишана и од која сиот свет и неверниците се плашат. Јас, Александар Трети Македонски, 2300 години чекав да се разбудите и да ја видите вистината. Чиста, неменлива. Ете дојдов и ја доведов вистината за да видите кои сте, од каде сте и зошто сте македонци. Потомци мои, за вистината очи се потребни и затоа еве ви очи од беласица. Очи од оние кои ослепени патот си го најдоа за вие, да ја осознаете вистината, бидејќи навреда за животот е живот заспан да се живее. Ете, дома сум. За вистина на цел свет пред очи дома сум. Во Македонија, каде Светото Писмо за прв пат се отвори и вистината белден виде. На апостолот Павле, насоне му се појавив и кај нас го повикав, кај оние кои ја љубат вистината. Затоа на коринтијаните им рече: љубете го Бога, колку што го љубат македонците. Само одродените неа не ја љубат, бегаат од неа, се срамат и само нечестивите тугинци грабаат по неа, ја пустошат, се плашат од големината на македонската вистина, што јас за вас ја сочував. Со мене е и копнежот за вечноста, копнежот за вечната вистина која осамнува во Македонија, каде цел свет на поклонение ќе дојде. Дојде времето македонско и затоа да си простиме, да се прегрнеме и обединети да извикаме: Македонијо, те сакаме, татковино. Македонски корени. Поддржано од Македон Бетон.
Почитувани слушатели, добре дојдовте во емисијата Македонски корени. Уште едно редовно издание на оваа емисија посветена на македонската историја, на сите оние национални белези, атрибути кои што македонскиот народ низ вековите и милениумите наназад ги негувал како своји, ги афирмирал и презентирал пред целиот свет во древната македонска цивилизација, пренесена преку вековите, преку разни буни и востанија се до ден денешен. Историјата велат дека не е само минато, таа е учителка на знаењето, таа е патоказ кон иднината. Многумина во историјата гледаат и разноразни информации, истовремено кои што ги користат, други пак ги злоупотребуваат за дневно политички цели и се обидуваат како такви да креираат општествен амбиент. Впрочем, модерниот свет е познат по многу искривување на фактите низ историјата, без оглед од кои светски меридијани доаѓаат и припаѓаат. Денешниот наш разговор во рамките на емисијата Македонски корени го посветуваме и повторно по кој знае кој пат на македонската историја, на едно древно минато, на една древна цивилизација, писменост, како што вели самата книга која денес ја промовираме, а што туку излезена од печатницата, Зета Македонија, 400.000 години писменост, македонска цивилизација на 5 континенти, традиција до денес. Автор на книгата е нашиот денешен гостин, инаку по професија ликовен уметник, дизајнер, иноватор, истражувач, пронаоѓач, писател. Бранко Сотировски. Добре дојдовте во емисијата Македонски корени. Добро ве најдов. Ги поздравам сите, во оваа прилика ги поздравам сите слушатели на Радио Роса. Добро вечер. Се надевам дека ова емисија ќе побуди интерес кај јавноста. Ја посветуваме на едно навистина големо издание, интересна публикација, која што е само една во низата изданија за македонската историја, за едно минато кое што доаѓа од еден малку подалечен период. Некако во последно време сето она што го знаевме за македонската историја доаѓаше од нашето поблиско минато, доаѓаше од 2-3 века назад, од будењето на македонската национална свест, преку Кресненското и Линденското востание, Балканските војни, Првата, Втората светска војна, социјализмот и некако тука застануваше. Изминативе 20 години македонските историчари, публицисти, писатели, пред се истражувачи откриваат поинакви историски меридијани, откриваат поинакви видувања за македонската историја, која често од многуте пропагандисти и од нашите милини соседи беше поттуркувана, обесправувана, непризнавана, ставана под тепих. Денес сме во 21 век и македонецот со полно право истражува, доаѓа до разноразни материјални и духовни докази, артефакти, архиви и сето она што го спознава, го презентира, анализира и публикува. Книгата Зета Македонија, втор том, полека но сигурно излегува пред очите на јавноста на некој начин и верувам дека периодот што следи ќе биде мощно интересен, пред се за критичарите, бидејќи често пати знаат да просудуваат, да анализираат, да поздравуваат и да негодуваат за многу историски публикации. Зборуваме за оваа книга како повод за нашиот разговор. Ајде накратко што таа опфаќа, која е содржината и да го образложиме терминот Зета Македонија. Зошто токму тој наслов? Книгата Зета Македонија ги обработува спомениците на културата пронајдени низ целата земјина топка. И тоа создадени од искона па се до денес. Обработката на тие артефакти се состои од анализа на употребната вредност, анализа на символиката и писмото со кое е испишано. Најстариот артефакт е коската од Бизлингслевен, денешна Германија. Инаку тој локалитет, како и поширокиот регион, самите македонци, жители во оваа област, го нарекуваат Зета Мадонија, или по наше Македонија. Тоа е археолошко наоѓалиште со старост од пред 400.000 години. Според дешифрираниот текст, писмото и јазикот со кој е напишано, а воедно и содржината
на текстот во однос на македонската митологија, тој период е период на македонскиот народ, наречен Македонска ера, кој има континуитет до денес. Сега да го обработам зборот зета во однос на зборот Македонија. Сите знаеме дека со зборот зет се означува мажот на невестата. Во овој случај зетот е младото сонце со својата невеста, а таа е Македонија. Невестата Македонија ја представува целата земјина топка. Тоа е невестата од денот на пролета 21 март. Зетот е оној што ја оплодува мајката земја и тоа е според македонската монотеистичка вера нашиот бог. Тој е богот сонце, наречен Или, Илјо, Иле, со неговиот оплодувачка моќ, молњата или погледот наречен Зе и неговите сончеви зраци наречени Ил. Зетот е младото сонце, кое се јавува на ден 21 декември. На тој ден невестата Македонија со незината оска прави наклон од созвездието Аждер кон созвездието Крст. Овој космички брак преку зетот сонце и невестата земја Македонија, македонскиот народ според неговата наука преточена во вера за пошироките народни маси го персонифицира со луѓето македонци. Зетот се прогласува на врвовите на планините или обсерваториите на ден 21 март, кога почнува новата година во род. Сега зетот е цар на земјата, според неговата титула, неговата територија се вика Зета Македонија или Божја земја Македонија. Интересно, зборувате за разноразни археолошки наоѓалишта ширум светот, што се вели, каде што можат да се откријат древни цивилизации кои датираат длабоко од древното минато. Се зборува за артефакти кои секој век биле пронаоѓани, се пронаоѓаат и денес. Впрочем, не се знае ниту земјината утроба што во себе содржи како оставштина од претходните генерации. Овие артефакти означуваат само некако вид орудија, или пак представуваат, односно имаат и некоја друга символика? Да, рековте, овие цивилизации, во светот постои само една цивилизација, тоа е македонската цивилизација. И таа оставила многу артефакти низ целиот свет. Овие артефакти, оставени од македонскиот народ, не представуваат само орадија или предмети од секојдневниот живот, туку се и предмети со символичко значење, кои носат порака за општествениот живот пред илјадници години. Најчесто на нив има знаци за одредување на сопственоста, но знакот може да има и некоја магиска апотропејска функција. Пронајдените артефакти во себе кријат скриени пораки. Тие пораки јас ги дешифрирам и тоа со помош на македонскиот јазик и писмо. Писмото е крилица и латиница. Ова писмо во почетокот содржало од 19 до 21 буква. Писмото од кое подоцна се развиваат сите писма во светот, па дури и источноазиските символи се напишани од македонци со помош на кирилицата и латиницата. Книгата Зета Македонија има 457 страници, содржи 243 обработени и дешифрирани споменици на културата, пронајдени низ целата земјина топка, со 560 илустрации во боја, а низ дешифрираните текстови именката Мадон се среќава 28 пати, именката Македонија се среќава 79 пати. Интересни се овие податоци, инаку само едно подсетување за слушателите дека со изражувачка активност од областа на палеолингвистиката се занимавате уште од 1988 година. Да. Ги проучувате македонските споменици на културата до денес, кои што се пронајдени фактички ширум светот. Интересен е и податокот дека дешифрирате и толкувате текстови кои што се објавени во книгата Зета Македонија. Да. Поголем дел од оваа истражувачка работа не само што се наоѓа во книгата Зета Македонија, туку и заинтересираните може да ја наидат како податок и на веб страната zeta-macedonia.com, каде читателите и сите
љубители, ако може да се рече, на македонската култура и цивилизација, имаат можност да се информираат за нови интересни податоци поврзани со оваа тема, исто така и видео материјали кои што се однесуваат фактички на самата книга и незината содржина. Има извадоци, кратки текстови, а тоа е со една единствена цел: зачувување и негување на најстарото македонско културно наследство. Кога зборуваме за надписите, до какви сознани имате дојдено, каква е нивната символика, односно што се крие во тие надписи? Основните пораки на надписите се молитви. Тие се молитви на првата вера на човештвото. Тоа е вера од пред 400.000 години во континуитет до денес, како македонска научно-митолошка ера на македонското писмо и Слово Божјо. Тоа е ера на македонската вера во единствен Господ Сонце, тоа е ера на правото слово. Праведното, вистинското, честното, со правиот достоинствен Македон, кој директно и за секогаш комуницира со Господ. Со верата православна, православие. Молитвите се упатени до единствениот Бог Сонце, кој се вика Или, Илјо, Ил. Молитвите се упатени и до големата мајка која се вика Македонија, родилка на универзумот. Тоа се испишани пораки за раѓањето на животот во Вселената и Земјата, годишните периоди и возобновувањето на природата во пролетниот период и опевање на плодноста на Македонија. Единствениот во природата што раѓа е мајката. Првата или големата мајка, составена од светло и темно, таа го раѓа големиот поглед наречен дзе или молња. Погледот или молњата дзе представува Божја семенка. Божјата семенка во форма на погледот дзе се вселува во устите на мајката Елена, која ја раѓа Вселената. Во Вселената се наоѓаат повеќе сонца. Тоа се делови од едно божество, наречено Или, Ил, Илјо, Иле, а во христијанството се нарекува Свети Илија. И сега да објаснам зошто е тоа така. Големиот неуспех на христијанството да ја избрише македонската митологија е таа што ги измислува христијанските светци. Например, Аждерот тоест тие се јунаци кои го убиваат, јунаците што го убиваат Аждерот е Свети Ѓорѓи, а Свети Илија е нашето сонце уствари. Сега да ви објаснам, околу секое сонце кружи по една земја наречена Маричка Божја, Мадон пролетна, Мадонка оплодена, Македонка во раст, мајка родилка на боговите македонци и Македонија рајот на земјата. Низ историјата во Македонија провејува богот Македон. Не само сега во новите публикации, тој е забележан нели и во писанијата на старите македонци. Што всушност значи тој? Кој е тој богот Македон, кој што од денешен аспект можеби станува митолошка личност, нешто што е припишано на надреалните видувања, нешто што е припишано на вонземскиот дух, ако може така да се каже? Македонската вера е монотеистичка, составена од еден татко, Господ Сонце, и една мајка, земја Македонија, а македонците се синови Божии. Тоа е новородениот син Божи Македон, според дешифрираните текстови наречен е Исус, со значење новородениот. Тој е во директна врска со својот татко Сонцето, преку Словото Божјо, што представува реч Божја, а тоа се сончевите зраци. Народот Македон, со помош на Словото Божјо, ја открива словарницата, а со тоа и науката. Со помош на словарницата и науката се развива и македонскиот јазик. Поради тие Божи карактеристики, македонците ги нарекле обожествени, рамноправни со нивниот Господ Татко во создавањето на Македонија рајот на земјата и Вселената. Според таа особина,
Неписмените племенски заедници низ целата земјина топка, македонците ги нарекуваат богови македонци. Како придружен елемент во рамките на издавањето на оваа книга, сето она што е дешифрирано како текст од древните македонски надписи откриени низ таа древна цивилизација, се создаваат и музички композиции, кои што читателот може да ја долови не само дешифрираната митологија од тоа време, туку на некој начин и преку древната музика, аранжирана во современ стил, едноставно може да допре до сите тие цивилизации од минатото и на некој начин, на еден аудио начин да го осознае амбиентот, можеби, односно да му се доближи сето она што го чита преку книгата, да го осознае и свати многу полесно и преку музиката. Чија беше идејата, ете, на некој начин таа древна македонска митологија, покрај тоа што ќе се напише истовремено да се опее? Па идејата е моја. Сега промотор треба, значи, книгата да има свој промотор. Или ќе биде тоа некој научник, а научниците се против мојата теорија. Затоа јас ја одбрав овој начин на промовирање на мојата книга преку песната. И тие пејачи, тие моите пејачи, мојот композитор Сашо Левински Лаврот, он ја пишува музиката, а пејачите Сузана Спасовска и Серафина Фантуза се моите промотори уствари. Да, снимени се музички композиции кои представуваат опевање на македонската митологија, на големата мајка, на воскресението, сонцето, космосот, сојот, ројот, родот македонски и Македонија рајот со Божиот дух Македон наречен Дзе. Текстовите на композициите, чиј автор сум јас, содржат дел од дешифрираните надписи од сите 5 континенти. Тоа се стихови кои ја опеваат македонската вера според мистичен призвук и тие стихови прикладно се вклопуваат во македонскиот ритам и музика, музичките ноти или музика, создадени, како што реков, од композиторот Сашо Левински Лаврот. Значи, покрај тоа што македонците пишувале во вид на лигатури, чие длабоко значење лежи во основните принципи на македонската вера, македонците пронашле и оригинален начин да ги пренесат своите мисли и чувства и природно да се јавило опевање со стихови и мелодија. Токму затоа пишаните документи, кои ги среќаваме низ целиот свет, имаат поетска форма и токму затоа мелодијата за истите совршено се вклопува како целосна композиција. Паралелно со македонскиот народ, кој во себе го има Божиот дух Македон, живее и многобројни неписмени племенски заедници. Македонскиот народ им го пренесува писмото, науката, верата и религиозните практики. Заедно со тие светости е пренесен македонскиот ритам и инструментите низ целиот свет. Според религиите низ светот, тој се развива со мали специфичности. За да се долови севкупниот амбиент како се творела таа музика и што се сака да се пренесе токму со тие текстови и ноти, предлагам сега да чуеме една песна која што е дел од овој пакет на издание за Зета Македонија. Станува збор за песната Сал јас во Ила, чиј автор на музиката на аранжманот е Сашо Леврински. Вие сте задолжен за текстот кој што е во самата песна, е во интерпретација на Серафина Фантаузо. Што значи Сал јас во Ила? Има ли превод на денешен македонски јазик? Да, може да се транскрибира, а уствари и не мора, затоа што сал тоа е само. Тоа е збор кој се среќава во народните песни. Само јас во Ила, значи само јас во Господ Сонце Ил. Ајде да ја чуеме. Инаку, извинете, овој текст
е дешифриран од кој се пее во таа песна, е дешифриран од еден карпест врв во државата Невада до езерото, исушеното езеро Винемуца. Македонците и тој локалитет е проценет со одредена старост од 14.500 години пред нашата ера. Уствари македонска ера е таа. И на карпата пишува, македонците напишале молитва до Господ Сонце, во која го молат Господ езерото да го наполнат со вода. И таа песна, тоа го опева, сега да ве слушнеме ако сакате песната. Секако. Потоа следува блокот реклами, а се враќаме веднаш по него со вториот дел од нашиот разговор. Почитувани слушатели, наш гостин денес е Бранко Сотировски, автор на книгата Зета Македонија. Сега ја слушаме Сал јас во Ила.
olil zeta Makedonia. Sonce jasno li ili moli, so ili proli. Sonce jasno li ili moli, isturi, so ilis Duh Božji. Makedonski koreni. Podržano od Makedon Beton. Еве не повторно во студиото на Радио Роса ја промовираме новоизлезената книга Зета Македонија, 400.000 години писменост, македонска цивилизација на 5 континенти, традиција до денес. Наш гостин е авторот на оваа книга, Бранко Сотировски. Издание на 457 страници, кои содржат 243 дешифрирани текстови од целиот свет. Издание кое што е поддржано помогнато и од Министерството за култура на Република Македонија. Нашиот денешен гостин Бранко Сотировски ќе речат дека е и голем борец за зачувување на македонското име и идентитет, љубител на изворната македонска музика и фолклористика. Успешно ја презентира подолго време древната македонска митологија, открија на низ дешифрирани записи со јазична, писмена и културна традиција до денес. Господине Сотировски, на Зета Македонија, вториот том, кој што сега излегува од печат, му претходеше Зета Македонија прв том, станува збор за транскрипти и толкување на древните македонски надписи. Тоа е книга која представува своевиден опис за науката, уметноста, спортот и митологијата преку пишаните документи, споменици на културата на македонската цивилизација и дела на боговите македонци. Ја презентира најдревната македонска митологија за вечниот живот. Колку првиот том беше инспирација, поттик и основа да се напише вториот том, кој што е и далеку и по квантитет, а верувам дека и по квалитет многу поголем и позначаен. Првиот том, тоа е дигитална верзија на Зета Македонија. Која што исто така да напоменеме може да се најде на веб страната zetamacedonia.com. Така е. И поради долгогодишното истражување на материјалот, кој е низ целиот свет распространет. Јас книгата ја пишувам 6 години. И јас сакав јавноста да ја запознам со мојот труд и затоа објавив првиот том. Тој е околу 87 страници, а овој вториот том е околу 467 страници. Тој е еден мал дел тој е како воведен дел за оваа книга вториот том. Често пати и самите ќе констатирате дека теоријата која што ја користите за пренесување на текстовите од древната цивилизација е помалку научно-имагинарна, за многумина реално е нестварна. Самите напоменавте дека научниците не само што не веруваат во оваа теорија, туку и се спротивставуваат на таквото толкување. Точно е тоа. Толку е реална науката или овие дешифрирани текстови и овие сознанија толку се реални да се нестварни. А они ја прогласуваат као нестварно затоа што не им оди во прилог. Западната наука
се што е македонско негира. И до ова најсовременово. А да, они имаат борба со македонската култура 2000 години. Македонската култура толку е јака и голема, да колку сакаат они да ја уништуваат, не може да се уништи, затоа што основа на европската култура е македонската култура. Тие викаат дека основата на европската култура е римската култура, а основата на римската е грчката култура. А тоа е неточно и тоа е без никакво значење. Затоа што грчката култура почнува од 1830 година. Тогаш е формирана Грција и грчкото име. А народот што живеел, не постои стари грци, не постојат. Затоа што стариот грк се викал македонец. И основата на римската култура е уствари македонската култура. Рим ги оствоил нашите територии, ја присвоил науката, уметноста, ја разделил целата земја на неколку склавини, така да и систематски ја уништува македонската култура која е распространета низ целиот свет. Рецензентот на книгата Александар Станковски ќе запише дека ова е доста смело научно излагање, ваше, како автор, што може да биде и цел на нападите, како што ги нарекува тој, на повеќе научни догматици или реликти на комунистичкиот тоталитарен менталитет, кои се уште вели добро позиционирани во своите академски бункери, секогаш спремни за најжесток напад. Впрочем, такви противници на идеите имаме и денес и за поблиски периоди на македонската историја, за периодите од 19-тиот или 20-тиот века, не пак за некој период кој што допира до митологии, до богови и така натаму. Ја да ви објаснам, например, бугарите го присвојуваат Свети Кирило и Методий. Викаат дека се бугари, иако се родени во Солун и тие се македонци. А Свети Кирило, тоа не е негово родено име, тоа е свето име. Неговото световно име е поинакво. Кирило, именката Кирило е значање нешто поинакво значење има. Тоа е, Кирил е првиот сончев зрак. Кир или тоа е машкиот принцип на Господ Сонце. Тоа е првиот сончев зрак кој искача со песната на петелот. И Свети Кирил уствари е песната на петелот. Така да сите не оспоруваат и не ги крадат нашата култура, ама не може да успеат. Толку е богата македонската култура да колку и да се краде, пак ќе остане нешто. Интересен е и првиот толковен речник на македонски зборови кој што се појавува во книгата од дешифрирани текстови од споменици на културата. На кој принцип успеавте да ги дешифрирате овие надписи? Дали е тоа едно лично, индивидуално убедување, субјективно, или се подпирате на одредени научни дисциплини кои што ви даваат потврда дека е тоа навистина така? Па јас сум сликар. Дали сум уметник, не знам, ама сликар сум. И врз основа на сликарските принципи, јас ги анализирам овие артефакти и уствари тие го открија значењето на тие зборови. Формата на самиот артефакт, писмото и според тоа е напорна работа. И според тие вредности јас ги дешифрирам и сум напишал, тој речник е напишан и тој логички се вклопува во тие дешифрирани текстови. Добро, зборуваме за повеќето аспекти кои што ја допираат оваа тематика, елементи кои што ја надополнуваат целокупната македонска историја. Пишувате за македонците,
чие почитување на познатиот култ кон сонцето, космосот, сојот и рајот е култ кој обстојува од самиот почеток на собствената свест за себе и околината, кои се негови развои кои представува еден своевиден код од кој што произлегуваат и други подоцнежни цивилизацијски одлики. А во книгата нема само текст, нема само наративни содржини, има и бројни фотографии кои што на еден сликовит начин го пренесуваат пред читателот сето она што вие го опишувате, сте дошле до сознание преку истражувањето и преку фотографии го пренесувате до јавноста. Дали тие фотографии се споведен печат, крунски доказ и материјален доказ со кој што ја потврдува оваа теорија за која што пишувате? Па единствен доказ се тие артефакти пронајдени из целиот свет. И тоа се документи кои се непобитни. Науката не може да ги побие. И јас тие ги презентирам, на самите цртежи ги вметнувам моите анализи, кои јас ги читам. Тоа се уствари скриените пораки на Хермес. Колку е ова со речникот разбирливо од денешен аспект? Еве, вие зборувате за одредена терминологија, за одредени надписи кои што верувам дека на голем дел од граѓанството, од македонците денес им се непознати, но убаво е вака да се пренесат како дел од едно минато. За мене се сите тие зборови разбирливи, сум пронашол некој систем кој функционира. И кој има логика на некој начин. И кој има начин. логика, може да ви прочитам некои зборови од речникот, ако сакате. Добро, овде ги гледаме, еве, например, ујам мал, ујарм. Ујам, да речеме зборот ујам, тој и денеска е жив, иако тука гледаме дека е во Египет, дешифриран текст од Египет, околу 3300 години пред нашата ера. Овде имаме македонска монета со релјеф на македонското куче Пелагонец. Да, го најдов македонското куче Пелагонец, не е само шарпланинец македонско куче, туку и Пелагонец. Во Пела има скулптура, го има на монетите. 2415 години монета која што Сакам е. да кажам за уем. Уем е збор кој е жив и денеска. Во Хрватска се вика предујам, ујам или предујам. Тоа е преддоговор. А да речеме, кога иделе нашите предци на воденица да мелат жито, кога немале пари, плаќале со уем или со жито. Интересно толкување. Господине Сотировски, еве, емисијата повторно ќе завршиме со една песна од, претпоставувам, вториот албум кој што се снима во меѓувреме и кој носи наслов Рајот Македонија. Ќе се снимаат и албумите Македонија рајот во Вселената, музички албум кој што исто така ќе донесе дел од овие текстови кои што ги истражувате. Во вториот дел од албумот, покрај соработката со Сашо Леврински, соработувате и со Сузана Спасовска, која во продолжение ќе ја чуеме со песната Солзана. Зашто станува збор како тематика во овој текст? Снимен е албум под наслов Зета Македонија. Во тој албум се опева создавањето на земјата Македонија и Македонија рајот. Во тек е снимање на вториот албум Рајот Македонија. Се надевам дека ќе се снимаат и албумите Македонија рајот во Вселената, а целосниот проект ќе се заокружи со една опера во која главните личности ќе бидат Славен и Лира. Ги молам слушателите на радиото Радио Роса да ја слушнат песната Солзана. Песната Солзана го опева Рајот Македонија. Рајот на земјата се создава заедно со спознанието македонското писмо. Спознаеното македонско писмо откриено од сонцето. Писмото е спознаено со умот, со својата наука, тоа е светлост на умот или светиот наум. Се е кажано, велат, најдобро е сето она што е напишено да го чуеме при крајот на емисијата испеано од грлото на
слободно ќе кажеме македонската фолк примадона Сузана Спасовска, направено преку нотните записи на Сашо Леврински и преку текстот на Бранко Сотировски. Почитувани слушатели, еве тука го превршуваме нашиот денешен разговор со гостинот Бранко Сотировски, автор на книгата Зета Македонија, 400.000 години писменост, македонска цивилизација на 5 континенти, традиција до денес. На крајот емисијава ја завршуваме со музичко-инструментална нумера Солзана во интерпретација на Сузана Спасовска, инаку дело, текст на нашиот денешен гостин Бранко Сотировски во рамките на пакетот проект, ако може така да се рече, Зета Македонија. Солзо моја бистра светиш од месечина, изгрев болка во станичка, грееш срце самица Македонија. Солза радосница, Божја солзана на Зета Македонија. Свети писмо, свети ум, свети наум, свети слово од учителот свети Кирило, солза радосница. Божја солзана на Зета Македонија. Ум и светлост, а и слово македонско, шири рајот Македонија. Шири слово солзана, реч Господова. Солза радосница, Божја солзана на Зета Македонија. Ова е само текстот, а во продолжение музиката. Репризното издание на оваа емисија во понеделник од 17 часот со нови содржини, нова тема и нов соговорник во редовното издание во истото време наредната недела. Пријатно и до слушање. Солзо моја, бистра светиш од месечина, изгрев болка во станичка, грееш срце самица Македонија, солза радосница. Божја солзана на Зета Македонија. Божја солзана на Зета Македонија. Свети писмо, свети ум, свети наум, свети слово од учителот, слово од учителот, свети Кирило, солза радосница. Божја солзана на Зета Македонија. Божја солзана на Зета Македонија.
Makedonski koreni. Поддржано од Македон Бетон. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови. Господе, премили Боже, кој си на небото, ги гледаш ли макиве наши македонски? Го слушаш ли плачот на нашиве мајки, татковци, браќа, сестри и децава наши, за чедата загинати за Македонија? Со илјадници години крвариме. Раните живи на неродените чеда им ги оставаме. Господе, Ти единствен кој што си на небото, само Ти ја гледаш нашава мајка, на 4 страни распната како Синот Божји. Каде и да појдеш, на гроб газиш и од коски се сопнуваш. Господе, прекажи ни сега, кажи ни ја вистината, нам и на светот. Зошто Свети Никола насон ми дојде и ми рече: и јас сум од земјата на љубовта и добрината, и јас сум македонец. И јас проронив крвава солза во котелот на болката наша. Но вистината кај Севишниот е. Прашај го него и ќе ти ја каже, затоа што дојдено е времето наше македонско. Господе, само Ти знаеш дека постојат две вистини, но само една е правината. Илјадници книги по целиот свет соседиве наши поделија, со лажна историја и искривена вистина за Македонија. Господе, само Ти ја знаеш нашата правина вистинска. Кои сме, од каде сме и зошто македонци сме. И на Свети апостол Павле насон му се јави македонец и му рече: дојди во Македонија и помогни ни. И Свети апостол Павле ја послуша молитвата и најпрво кај нас македонците дојде. И сега овде, 2000 години, само во Тебе веруваме. И во 2000 цркви и манастири се молиме. И од вечноста Тебе те чекаме. Веќе и не паметам, но знам, јас, Македон од Говрлево, 8000 години сам со Бога сум. И пред најголемиот крст на светот се молам. Ти, единствен Господе, премили Боже кој си на небото, послушај ја молитвава наша, дојди во Армагедон, подај ни рака и кажи ја вистината за злото и добрината, нам и на целиот свет, затоа што крв во нас веќе не остана, за големата мајка Македонија. Божји благослов за вас, македонци мои. Илјадници години чекам да ме повикате. Од секогаш со вас, од вечноста, јас сега доаѓам. Јас веќе сум меѓу вас, зашто овде не постои ниту време, ниту простор. Овде кај мене времето мирува, но кај вас долу времето сега е дојдено. Да ви објаснам. Вашата мајка земја со 3 раси ја населив: бела, жолта и црна. На вас македонците, потомците на Македон, дел од рајот ви дадов. И од кај вас започнато се до Јапонското море. Сите бели луѓе, ваши браќа се, и сите преселби од кај вас кон север започнаа: Кокино, Породин, Радобор, Ангелци, Барутница, Говрлево. Каде и да копнете, вистината ќе ја најдете. Кој сте, зошто сте и од каде сте. Зли ѓаволски души вистината со илјадници години ја прикриваа и светот го лажеа.
колку ли само страдавте и низ какви маки поминавте. Затоа што јас искушенија ви праќав, но вие верни ми останавте. Чеда мои, деца на сонцето и цвеќето, благословени со радоста, љубовта и добрината, илјадници години цареви ви праќам. Вие на сите ги раздавате, за вас не оставате. Колку ли цареви овде со мене се и колку ли македонци се, толку звезди на небото се и песок во морето е. Нека пеат сите ангели, за сите кои со мене се, кои за љубов за Македонија животот за вечност го заменија и царството овде со мене го споделија. И веќе пеат сите ангели, за сите вас кои Божјата слава ја разбравте, за сите вас на кој дел од рајот ви дадов, за сите вас на кој љубов и мир ви подарив, за сите вас кои ме чекавте и дочекавте. Еве, јас сега во Македонија доаѓам. Јас сум сега меѓу вас да ви ја кажам вистинската вистина која кај вас под земја е. Гробот на Александар, царот македонски да ви го отворам и целиот свет на поклонение да ви го донесам. Колку ли многу македонски гробови има уште да ви отворам, затоа што душите кај мене за вистината копнеат. Сакајте ги вашите најголеми непријатели, затоа што тие јас ви ги пратив најмногу да ви помогнат. Вистината за Македонија и за вас, македонците. Светот да ја дознае, оти бевте први меѓу првите, најдостојни меѓу достојните. Сега е времето македонско дојдено. Целиот свет вистината да ја спознае, да види дека чест и благослове да си македонец, потомок на Македон и син на Богот на Вселената. Деца мои, благословени и вечни бидете ми. Овде каде што царува сонцето и цвеќето, нека биде вечна радоста, љубовта и добрината. Меѓу вас јас сега сум благороден, во вечна Македонија. Блажено. Амин. Македонски корени. Македонски корени. Македонски корени.